Пред да одиме на прашањето поставени од советниците, според деловникот и член 18, прашањата треба да се кратки и концизни, без да има белесна расправа и за еден советник се предвидени најмногу до 2 прашања. Петков за збор, Нечевски за збор, па продолжуваме после. Да. Благодарам, председателка. Почитувам градоначалник на општина Гевгелија. Имам прашање до вас, а тоа е поврзано со вчерашната средба на министер за транспорт, господинот Александар Николовски, и во неговата изјава спомна дека има разговарано со вас и истакна дека ја преземал врската за да се изгради нов велес на градот Гевгелија. Дали може да ни дадете повеќе детали за овој инфраструктурен проект, односно што точно е предвидено со овој проект и какви придобивки се очекуваат за општина Гевгелија со неговата реализација? Благодарам. Со вице-премиерот и министерот за транспорт Александар Николовски имаме редовно средби, од причина што голем дел од потребите на локалната самоуправа зависат и од надлежностите на Министерството за транспорт. На последната средба во понеделникот покрај разгледувањето на неколку урбанистички плана кои се активни во моментот во изработка, од моја страна беше наметната потребата за нов влез во градот Гевгелија. Последните години зголемениот број на возила и сообраќаи ја наметнуваат потребата на источната страна од градот, односно поврзувањето со Е75 да имаме уште еден влез во градот, затоа што е преоптоварен мостот на влезот во Гевгелија. Согласно генералниот урбанистички план и согласно деталните урбанистички планови имавме 2 потенцијални сообраќајници кои може да бидат нов влез во градот. Едната се протега од дискотеката де факто до мостот на Сува река, а другата од локалниот пат за Мрзенци до бензинската пумпа на Мак Петрол кај железничката станица. Од причина што сообраќајницата од де факто до Сува река, на еден дел од неа, тука имавме проблеми и преносењето на урбанистички план, согласно со Агенцијата за културно наследство има археолошко богатство и пред тоа ќе треба да биде направено истражување за да може да се реализира. Од таа причина пристапивме кон изработка на основен проект за улицата Борис Кидич за нов влез во градот од локалниот пат со Мрзенци до бензинската пумпа на Мак Петрол. Овој основен проект е во завршна фаза, за 10-15 дена ќе биде готов. Веќе 3 месеци го изработуваат и тука ќе биде опатен градежен дел, електродел, но и целосна подземна инсталација и сите овие градежни активности ќе биде потребна сериозна сума на средства која што од буџетот на општина Гевгелија ќе ни треба 2 до 3 години. Затоа беше отворена оваа тема по програмите на Министерството за транспорт, дел од проектот 60%, претежно фазата градежниот дел да биде одобрена од нивна страна. Начелно е поднесено веќе барање кога ќе биде готов проектот, да го поднесено во Министерството за транспорт и врски и од нивна страна да бидат обезбедени средства, колку ќе бидат околу дали 800 или 900 милион, ќе видиме колку ќе излезе завршно основниот проект, а другите ставки, другите градежни активности да бидат од сопствени средства од општината, што ќе ни биде значителна помош, па ќе кажам, за реализација на овој проект, а истовремено се надевам дека во побрз период ќе започнат истражувања
и на третата сообраќајница која би била трет без на градот. Се надевам дека со буџетот за следната година Агенцијата за културно наследство ќе обезбеди средства да ги направи тие истражувања, за да подоцна започнеме и со изработка на основен проект за трет без од градот. Благодарам. Следен Нечевски, Павегов, Панеловски. Елена Пивова, Тодор. Значи, вака, председателки, јас прво имам одговор на советничко прашање од 8-та седница, мисля, че не беше. Меѓутоа, немавме до сега после таа седница советнички прашања, па ќе се земам за право најпрво да го образложам одговорот и да кажам во кој дел не сум задоволен од одговорот, тоа право ми следува по делот. Така? Значи вака, на 8-та седница на Советот на општина Гергелија постави прашање до градоначалникот, или 7-ма беше, не знам, во врска со локалната депонија која што се наоѓа горе на Конско. Градоначалникот ми рече дека нема сознание дали санацијата е од траен карактер или од времен карактер и ми рече дополнително ќе добијам одговор, го добив во писмена форма од страна на јавното предпријатие Комуналец, а прашањето беше дали исцедокот е трајно решен и дали геомембраната е задоволува, не е оштетена и каков е дренажниот процес. Одговорот што го добив има доста контрадикторности според мене и вака накратко ќе пробам да го образложам. Ми беше одговорено дека локалната депонија има два резервоара со вкупна кубикажа, едни од 70 метри кубни, други од 50 метри кубни, со две потопни пумпи, кои што при евентуално исполнување или до одредено ниво го враќаат исцедокот на самата депонија за оросување, со што би се спречило евентуално подпалување на депонијата. Понатаму, во одговорот е кажано дека во периодот март-мај, а прашањето мое беше поставено некаде во април месец, ми се чини, ако грешам не е на одмек, извршена е контрола на резервоарите, констатирана е исправност и понатаму е наведено дека не е возможно да имало исцедок. Во понатамошниот одговор се вели дека едната пумпа потопна била запушена, истиот ден била поправена и повторно ставена во функција. Во секој случај ми е одговорено дека исцедокот нема никаква можност да се излева надвор од депонијата во околината. Потоа вели вака, во случај на полнење на резервоарите интервенираме и ги празниме и тоа вика во периодот март-мај месец, тоа 3 пати се има случено. И испумпана е некаде вода, односно исцедок од 40 метри кубни, а самите резервоари имаат капацитет од 120 метри кубни вода, односно исцедок. Понатаму се вели дека можеби тој исцедок настанал од атмосферска вода, која што оди преку депонираниот отпад, се одлева на паркингот за возила и оттаму преку сливници се насочува пак на правото место. И вториот дел во одговорот на прашањето е вели вака. Во текот на јануар и февруар имаше обилни врнежи од дожд и можно е овие појави тогаш да се случиле, а пазите, пумпата е санирана при контрола во месец периодот март-мај. Не е точно наведено во кој период се празнети резервоарите, а јануар и февруар велиме дека има обилни дождови и преливање на таа атмосферска вода. Дали е направена стручна ревизија на интегритетот на мембраната и ефикасноста на дренажата на самата депонија? Одговорот е, цитирам: исто така ќе ви информираме дека на основ на нашите сознанија и проверка на лице место нема сомнеш за функционалноста на геомембраната поставена на дното од депонијата и истата не пропушта исцедок во почвата, туку истиот се собира во резервоарите за таа намера. Тој е одговорот на прашањето. Еве јас вака поставам сега едно прашање. Во одговорот, поготово за интегритетот на геомембраната, воопшто не се наведува
кој ја извршил ревизијата? Они имаат напишано Колега Нечевски. дека по основ на нашите сознанија, значи квалитетна геомембрана, се кажува кој извршил ревизија, кога, по кој стандарди е извршена таа ревизија, дали постои извештај од извршената ревизија од легитимни и овластени органи и кои се резултатите. Една од пумпите била запната, била извршена санација и истиот ден била ставена во функција. И вели нема основи за сомнеш на функционалност. Колега Сега, Нечевски, ги мора поставам да ја дополнителните прекинам тука во прашања. моментот. Значи, се слушате и во главна расправа. ви Не е дадовме- расправа ова. Образлагам одговорот и да ги поставам сега дополнителните прашања. Слушате во главна расправа, сега ќе поставите прашање Да. по основ на оно што ви интересирало на Да. наводно некомплетниот одговор. Предлагам ќе биде точка од комуналец, затоа што овој одговор е од нив. Неќе биде запишано, ќе биде доставено до комуналец. Да се товаш на таа тема, тоа и двете страни. Значи, колеги, вака, ова е според мене многу сериозно прашање. Се работи за депонија, која што очигледно има аномалии и затоа барам, бидејќи го сметам одговорот нецелосен, логички недоследен, непоткрепен со докази. Значи да се достави стручен извештај за интегритетот на геомембраната, извештај за функционалноста на дренажниот систем и записници од извршените интервенции на потопните функции. Дали ова може да биде дефинирано како прашање упатено до комуналец? Затоа што тие извештаи се доставени... Добро, во ред, ама сметам дека градоначалникот, во ред, нека биде така. Меѓутоа тоа ни е сериозно. Добро. Тогаш одам со прашањето. Почитуван градоначалник. Владата на Република Македонија донесе одлука за беше објавена денови во јавноста за концесии, доделување концесии за вршење на геолошки проспекцијски истражувања на металични минерални суровини, со кој е опфатена и нашата општина Гевгелија. Ние на референдумот кој беше распишан на 23.4.2017 година, некаде околу 13.000 и нешто граѓани изричито и недвосмислено кажаа не за такви геолошки истражувања и за отварање на рудници. Па прашањето ми е, а истовремено имавме пред, и вие бевте присутен на форумот кој што го организира некое здружение на Југоисточен плански регион, јас не знам и како се вика, за добивање на некој статус на Кожух планина. Највисокиот статус е национален парк, ама од оној здружение што дојдоа рекоа, ајде да видиме барем статус на заштитено подрачје, што на некој начин дозволува одредени активности, ама ќе се заштити биодиверзитетот и така натаму и така натаму. Исто така, во 23 година имавме иницијатива од ваша страна, од страна на градоначалникот на Демиркапи Кавадарци, кој што го поддржа амандманот предложен од нашата пратеничка, господинот Никола Мицевски и уште 4 пратеници кои што бараа доделување на средства некаде околу 6,5 милиони денари и 1.200.000 денари од трите општини да се задоволи овој минимум квантум за изработка на студија за валоризација, што е основ за барање Кожух да го добие статусот на национален парк. Па ве прашувам вака, дали ја поддржувате оваа одлука на владата за започнување на постапка за доделување концесии за геолошки истражувања и што ние како совети дали ќе свикаме одредена седница каде што јасно ќе го искажеме нашиот став поради спротив ваквите активности на концесионерот кој евентуално би ја добил концесијата. И второто прашање ми е, не знам дали сте запознати, во Средното општинско училиште по посетата на Бирото за развој на образованието имавме сериозни забелешки во делот на административното работење. По-конкретно се однесува за немање на верификација за билингвалната паралелка која што екзистира веќе 3 години, што значи ова ќе биде 4-та, не знам како и под која верификација ги издаваме свидетелствата, и немање, односно имање условна верификација за
паралелката фармацевски техничар. Што значи тоа условна верификација? Значи дадена не е верификацијата и истовремено сме задолжени во одреден временски период да изработиме, да изработиме соодветен кабинет за изведување на практичната настава. Со оглед на тоа, јас се информирав кај книговидителката, ми кажа дека некои средства од 8 милиони денари биле пренасочени за кровната конструкција, па ве прашувам дали имаме средства за опремување на таков кабинет, затоа што постои опасност да не ни биде дозволена таа паралелка, а веќе ни се 2 недозволени од третите степени, што значи од предвидените 9 паралелки паѓаме на 7. Така да оптимизацијата која што е најавена и оправдана според мене, затоа што има колеги кои што со години немаат полн фонд на часови на ниво на држава, а земаат полни плати, ќе биде уште поригорозна. Значи, прашањето ми е дали имаме начин до почетокот на учебната година да опремиме тој кабинет и да ги добиеме двете верификации и за билингвалната паралелка и за фармацевски техничар. Благодарам. Благодарам. Вегов? Вегов? Процедурално нешто, ако сакате. Велете. До господин Нечевски, значи требаше да го прекинете господин Нечевски, значи за геолошките истражувања градоначалникот не е одговорен, мислам владата ја објавува како што рече. Коалицијата, значи знам е во владата, така да преку политичката партија знам може он да се информира за тоа што го бараш. Не од градоначалник. Благодарам, колега Вегов. Други начин да повелете. Молим. Велете. Значи, господине Вегов, тука не станува за политичка партија збор и дали поддржуваме или не. Јас го прашав градоначалникот дали ќе поддржи оваа одлука на владата. Мене апсолутно ми е гајле за политичка партија, ако некој тука ги наруши природните ресурси кои што ги имаме, чистиот воздух и здравата животна средина. Партијата нека оде. Во однос на второто прашање, и двете известени директорката за потребата, дадено и беше дано да направи спецификација од се што е потребно. Очекуваме да ни од нејзина страна да ни биде дадена спецификација, да може да објавиме јавна набавка, со што ќе се обезбеди се, значи има отприлика средства толку, не е проблем да обезбеди. Ќе се обезбеди како. Да, ќе се обезбеди, се во зависност тоа дали ќе биде првата постапка успешна, се надевам ќе биде за да биде до почетокот. Но без разлика и да има инспекција, ќе биде дадено се обезбедени средства, се, ама верувам дека до 1 септември ќе биде се завршено. Инаку известно. Во делот на одлуката на владата за геолошки истражувања, мислам беше објавена во Службен вестник на 3 јули, јас во неколку наврати мојот став го кажам, во однос на општина Гергелија, пак ќе повторам, другите општини нека се носат какви сакат одлуки и затоа доколку пристигне, макар со ова одлука нема доделување на концесии за ископ на руди, што и да пристига на адреса на општина Гергелија, на локалната самоуправа, ќе биде тука истото презентирано и на Совет, генерално, кога има такви барања од страна на Министерството, порано беше економија, сега за енергетика, се во форма локалната самоуправа да даде мислење по нивното барање. Пак уште еднаш ќе повторам, мојот став го имам кажано, изминатите 4 години голем дел од проекти ни беа во областта на туризмот, а верувам и во наредниот период ќе успееме уште толку проекти да реализираме со цел, пак ќе кажам, Гергелија е една од главните стопански гранки и приходи на нашите сограѓани да бидат од туризм.
Благодарам. Следен збор за збор Вегов, Панеловски, Хаджиниколов. Да, за прашање. Ви давам збор, да си поставите прашање. Благодарам председателке. Сакам едно прашање до градоначалникот за блок 4.4. Таму градоначалник имаше претходно проекти за реализирани во делот на атмосферска канализација, водовод. Значи, блок 4.4, знаеме сите, се наоѓа веднаш до детската градинка Сончогледи. И моментално таму според урбанистичкиот план се изградија повеќе згради во тој дел, значи како блок за згради, и премногу жители веќе живеат во тој блок, така да прашањето ми е кога ќе се финализира тој блок со и асфалтна подлога за да се комплетира како што доликува, нели, со урбанистичкиот план. Благодарам. Благодарам. Со оглед на тоа што во овој блок имате многу градби во минатото и капацитетот на позивни инсталации не беше во приклад со овие градби, беше поставена атмосферска фекална канализација, нова водоводна линија. Притисокот од моите сограѓани е голем побрзо да се асфалтира, но секој што оставаме стручните служби и според тоа што беше на последната средба, асфалтирањето во тој дел ќе биде некаде септември-октомври месец, бидејќи пред месец време заврши целосното поставување на подземните инсталации. Значи сега да кажем, во првата тура беа асфалтирани Петар Мусев, Ванчо Прке, каде што имавме нова атмосферска канализација и улицата која што од Калипсо Пожар, да, и таа улица беше асфалтирана, тука имавме и водовод и атмосферска и фекална. Благодарам. Меловски, Николова, Тодоров. Овчинова. Благодарам. Во план ми беше да го поставам прашањето во врска со концесијата која владата има, меѓутоа благодарение на колегата Борче Нечевски го постави он тоа прашање, иако не добивме дециден одговор од градоначалникот за неговото мислење за ова и неговиот став, меѓутоа добив можност за други две прашања. Значи, вака, веќе колективните одмори на образовната фела се во полнек, но за одреден наставен кадар, дали тоа ќе биде одмор или ќе биде вистински кошмар, се уште не се знае. Согласно најавената оптимизација во образованието, имам прашање дали истата ќе опфати и нашата општина, претпоставувам дека да. Имам прашање колку првачиња се запишени во секој општинско основно училиште, колку паралелки се пополнети во средното училиште во прва година и колку паралелки или училиште ќе бидат затворени и дали некој од наставниот кадар ќе го изгуби работното место. Тоа е едното прашање. И второто прашање, на една од претходните седници поставив исто советничко прашање, па сега ќе се надоврзам. Значи, кога ќе биде ставена во употреба градинката Цветови, која беше во претходниот период внатрешно реновирана, а после на времето и оштетениот кров е целосно напуштена и оставена е на забот на времето. Благодарам. Благодарам. Во однос на оптимизацијата во училиштата, процес кој започна пред 4 години, 3-4 години, ќе опати Гевгелија, значи ќе ги опати сите општини во однос на тоа дали образовниот кадар ќе го задржи работното место. Од надлежните во собранието беше кажано дека никој нема да го загуби работното место,
сепак ние како општина и не сме во толку лоша ситуација, реално причина што кај нас нема превработеност и затоа и кај нас ќе бидат проблемите помали. Ке се јават проблеми, но според најавите никој нема да го изгуби работното место. Зборувам за тие што веќе имат решение за неопределено време. Во однос на кровот на градинката Цветови, значи тоа беше што те прашате. За Цветови. Јас на едно од претходните седници спомнав, вечерта на 18 февруари ветерот беше причина да се отворне кровот во гимназијата, но исто така да увидиме дека можеме да имаме голем проблем и во детската градинка Цветови, во една ситуација кога ја имаме новата градинка Сончогледи, која што може да го прими целиот капацитет, моја одлука беше да не ја ставаме во функција додека нема реконструкција целосна на кровот. Во овој момент приоритет е кровот на гимназијата, затоа што од тоа зависи и започнувањето, одржувањето на наставата. Таму е веќе завршена постапката и ќе почне да се реализира. Исто така имаме веќе и основено проект, извадено одобрение за детската градинка Цветови, каде што со тој проект покрај реконструкцијата на кров предвидено е нова фасада, замена на дел од столаријата која не е заменета, партено уредување на дворот, зеленилото и пристапна патека и изградба на ново детско катче. Тука средствата се од основниот проект некаде околу 12 милиони денари. Ќе видиме кога ќе обезбедиме средства, дали може некаде грант, дали може 50-50, бидејќи ако иземеме и двете непредвидени ситуации, и кровот во гимназијата, и тоа е тука некаде, мислам, сумата, и овоа, тие се огромни средства кои што не ни беа предвидени оваа година во буџетот, и сега барам начин како и двата побрзо да се реализират. За гимназијата се обезбедени средства, се надевам дека набрзо ќе бидат обезбедени средства и за градинката Цветови, но пак ти кажам, во моментот градинката Сончогледи може да ги прими сите деца и од таа причина нема да ризикуваме додека не се изврши целосна реконструкција на градинката Цветови. Благодарам. Дополнително прашање? Благодарам. Во делот на првото прашање не сум баш задоволен од одговорот. Не ми одговоривте дали имаме информација колку првачиња се имаат запишано оваа учебна година, во ред. Меѓутоа и самиот колега Нечевски рече, а и сите знаеме дека еве ова минатата година, учебна година, оваа сега што заврши, гимназијата имаше 36 или 35 паралелки. Тука е некаде 35-36 паралелки. Меѓутоа оваа година се намалуваат од 11 паралелки кои ги бараше самата гимназија на конкурсот, одобрени се само 7 паралелки, така да 4 паралелки помалку. Имам информација дека угостителско-туристичката струка, односно готвач и келнер трет степен не е одобрена паралелката, машинската струка исто трет степен не е одобрена таа паралелка. Во осмолетките беа по 4 оделенија, односно по 4 паралелки во оделение, сега се намалуваат по 3, така да тоа е сериозна бројка на часови кои се намалува, а вие викате дека никој од наставниот кадар не би останал без работа. Со оптимизацијата. Значи, сериозни проблеми, мислам дека ќе не може да се најде решение за сите наставници во образовните институции во општина Гевгелија. Благодарам. Како Николова, Тодоров, Причева, така се... Секунда само. Како Николова, Тодоров, Причева, Пасилова.
Знаеме дека владата на Република Македонија има голем број на инфраструктурни проекти од капитално значење. Меѓу нив е и проектот за брзата пруга Табановци-Гевгелија. Од големо значење и за нашата држава и за Гевгелија. Дали имате сознание до каде е проектот за брзата пруга? И кога ќе почне да се остварува тој проект? Благодарам. Од страна на министерот Николовски, веќе не запознаени во понеделникот дека по завршна фаза изработката на проектот за новата брзата пруга, која ќе се протега од Табановци до Гевгелија. Последниот период темаше многу во медиуми и затоа дојде на ред и оваа тема дали воопшто ќе се реализира или не. Значи веќе е во завршна фаза, ќе има две траси, значи посебно ќе биде патнички сообраќај, посебно карго сообраќај, нема да биде старата траса, значи ќе бидат две нови траси, само на почетокот кај Зелениково во Скопје ќе биде на делот каде што во моментот е старата траса. Оптимистички е дека до нова година неговите збори дека може да се започне и со реализација на овој проект кој и за Македонија, но особено за Гевгелија е од особено важно. Господин градоначалник, следен за звод Тодоров Ичева Силова. Градоначалник, јас имам две прашања до вас. Улица Караорма, прво ја крпевте, бидејќи беше ископана за поставување на атмосферска водоводна мрежа и така натаму. За потоа да повторно ја гребите и ја асфалтирате целата наново. Зошто тоа го направивте така, бидејќи пред некоја седмица исто така прашав зошто само ги крпите 70% улиците, зошто не ги асфалтирате комплетно 100% целосно. Овдека асфалтиравте 100% целосно, ама пред тоа 50% крпевте тоа што беше исечено од поставување на водоводната мрежа, атмосферската канализација, фекалната канализација и така натаму. Тоа ми е првото прашање и во ово исто прашање ќе ве пофалам на улицата Петар Мусев дека отворивте тротоар, а на оваа улица не отворивте тротоар. Сега, второто прашање е исто повторно ќе ве пофалам. Парк на улицата Деко Ковачев направивте пред старите стамбени згради од Југославија, кај што има простор. А што правиме со овие новите згради кај што нема простор за парк да се направи во нивниот двор? Мислам дека ја утавме локацијата. Наместо ние да правиме паркови за мали во новите згради кај што населението е помладо и се млади брачни парови претежно, ние правиме таму кај што се пензионери. И зошто не обезбедиме простор за утре, другиот ден, ако уредуваме пред згради, пред овие новиве згради, како овој блок во 4-4, кај што има повеќе од 6-7 згради, а немаме во нивната околина нито едно паркче вакво. Благодарам. Односно првото прашање и крпењето на улиците каде што веќе беше поставена подземна инсталација, значи тие улици што се генерално во добра кондиција не се асфалтира целосно. Но сепак ние поголем дел и во првата фаза пред 2022-2023, кога имаше 6.500 метри атмосферска канализација, сега поголемиот дел од улиците целосно ќе ги асфалтира. Поголемиот дел. А зошто се прави крпењето? Значи, кога
аплицираме и добиваме грант од некаде во тие проекти кои што се за подземна инсталација, грантови дозволуваат да биде асфалтиран само робот. Од таа причина е така, а после со собствени средства од општините ги асфалтираме целосно. Не разбирате? И заради тоа е малку збунувачки, но не дозволува проект за подземна инсталација да ни дозволи ние во истиот проект да ставиме и целосно асфалтирање на улицата. Сега не ве разбрав убаво за која улица ја асфалтиравме, па сега копаме за Караварна улица. Баш преска. кога е асфалтирана таа улица? Сега е асфалтирано пред 90. Как? Целосно асфалтирано. А сега зашо се копа? Не се копа. Беше копана за атмосферска, за фекална и за Добро. мрежа. Беше крпена и сега крпеното пак се гребаше и стариот дел, па се асфалтираше наново цела. Па тоа е причина. А во второто прашање беше за како на Деко Ковачев улицата правичето убаво личи Да. пред старите згради. А што ќе правиме со овие новите згради кои што еве на блок 4 ги има, не знам колку веќе уште што се градат, а немаме ни тето вакво парче, а не верувам ни дека имаме општински простор кај што еве би направили тама на парче. Зошто не Значи, внимаваме при урбанизирање? Ако во првиот мандат повеќе од проектите беа за подземна и патна инфраструктура, бидејќи поголем дел од улиците од посебната селска се завршени, сега во сите делови во градот, не само тука, се изработуваат елаборати за паркови површини. И за зградите кај Коле Неделковски, и зградите кај Линденска во Мировци, и Неговци веќе сме завршени само град населените места, и секаде каде што има место, парче место за зелена површина за паркови, ќе бидат изработени паркови ќе бидат реализирани. Баш па во тој дел во градот, каде што се тие згради, имаме убав среден простор пред Сава Михајловка, новиот пазар одзади, со игралиште, играчки беа поставени. Тамо и новиот парк од 6000 метри квадрати. Значи, пак тој дел не е без зелена површина, да бидеме реални, така? Има места каде што на вистина нема простор, каде да се нешто да се направи. Тамо е проблем. А тоа тука и во тој простор мислам ќе се изнајде пак нешто да можеби помало, ама да се направи. Благодарам. Ичева, Силова, Попов. Алфимова, Стојков, Петров. Благодарам. На петата седница на Советот на општина Гевгелија донесена е предлог програмата за активностите од областта на образованието за 2026 година и беше предвидена набавка на училишни униформи за сите ученици од основните училишта. Во овој контекст имам едно прашање до градоначалникот. Дали ќе се реализира оваа активност и доколку се реализира за училишните униформи? И кога се планира да се спроведе тендерската постапка? Ви благодарам. Од последниот колегиум сум информиран дека е завршена јавната набавка, е избран набавувач и до 1 септември ќе се реализира тоа. Силова, Попов, Алфимова. Почитуван градоначалник, на почетокот на седницата се согласивте дека во распишувањето на изборот за директор на јавното предпријатие за комунални дејности Комуналец за избор на директор дека рокот е пропуштен, затоа што според законот за јавни предпријатија треба 3 месеци пред истекот, тоа би било некаде средината, кажев таму март, април. Како и да е, се согласите дека тоа е точно. Сега прашањето ми е во која фаза е постапката за избор? Завршена постапката за избор на 3.7. Сега вака. Јавниот
Значи, вие на 24.6. сте донеле одлука за распишување на јавен конкурс. Конкурсот е распишан истиот ден, на 24.6. 2026. Не знам. Да е објавен, пред мене е документот, го извадив од веб страната на општината. Значи на 25.6. е објавен во дневниот вестник. Во самиот оглас вели дека рокот за пријавување на јавниот конкурс е 5 дена, сметано од денот на неговото објавување во дневните вестници Нова Македонија, Вечер и Кок. 5 дена од 25.6. да ги броиме е до 29.6. Понатаму во точка 5 вели примените документи ги разгледува 3-члена комисија формирана од градоначалникот на општина Гевгелија, која во рок од 8 дена по истокот на рокот за конкурс целокупната документација доставува до градоначалникот. Комисијата 8 дена по истокот на конкурсот, значи од 29.6. е до 6.7. ја доставува до градоначалникот, а понатаму вели градоначалникот задржува правото на интервју. Сега ме интересира под прашање колку кандидати се јавили на огласот и вели градоначалникот во рок од 15 дена од денот на доставување на документацијата од страна на комисијата донесува одлука за избор на директор. Тоа би било 15 дена до 27. Вие велите дека на 3.7. сте избрале директор, така да сметам дека и овдека има прекршување бар на сите нешта наведени во јавниот конкурс. Второто прашање ми е дали е готов проектот за рехабилитација на потегот од живинарска фарма до влезот на Ново Конско, како што еднаш најавивте, и кога граѓаните да очекуваат остварување нови проекти. Благодарам. Благодарам, господин Шишилова. Во однос на првото прашање, значи ќе добиете на писмено записници од комисија, од изборот, се ќе добиете. Редоследно, сега да не зборуваме на памет. Во однос на второто прашање, беше објавена постапка за проектирање на патот од Динка до Борничек, една од страна на јавното предпријатие за државни патишта, значи таа сообраќајница е во надлежност на ново предпријатие. Постапката не беше успешна и беше објавена втора нова постапка, повторно исто. Истото трае во моментот, се надевам дека ќе имаме успешна постапка, бидејќи мојата цел е после со проектантот да лобираме до нова година, до пред нова година да биде готов проектот, за да може да лобираме да влезе во буџетот за 2027 година. Ама многу често постапките се повторуваат и од таа причина не сакам пред време, се надевам дека втората постапка ќе биде успешна. Нема да биде кој знае колку тежок за проектирање, од причина што нема експроприација многу по таа траса, има многу малку, но нека помине прво постапката, нека се избере изведувач, овој проектант, па после ќе види. Благодарам за началник. Следник Попов, Алчинова, дополнително прашање, повелете. Значи, вака, градоначалниче, за првиот избор на директор на јавното предпријатие за комунални дейности Комуналец, објавено во службен гласник беше се. Беше дека на 17.12.2021 е избран за ВД директор, дека на 6.6. јавен конкурс, дека на 6.6. решение за комисија, на 17.6. одлука за избор. Тоа се стои во службен гласник на општина Гевгелија број 7 од 4 јули 2022. Сега, во моментот, на страната на општината, освен овој јавниот конкурс, друго ништо нема. Значи, се треба да биде објавено во службен гласник на општина Гевгелија, така? Ако добро разбрав.
И каже, да видам ќе да бидат се писани, да напада да не бидам. Во ред, благодарам. Благодарам. Значи продолжуваме Попов, Алчинова, Стојков, Петров. Почитувани колеги, почитуван градоначалник, пред да го поставам прашањето, повеќе ќе биде формулирано како барање. Дозволете ми во неколку реченици накратко да го адресирам проблемот за кој што се јавувам. Имено како резултат на низа фактори, пожари кои што се случува во изминатите неколку години на потрашјата на општина Гевгелија, поставување на ветерници на околните ридови и низа други фактори, да не оптоварувам дискусијата, да преминам на главното. Дивечот, меѓу кои има и голем број на штетници, полека го напушта своето природно живеалиште и се спуштаат долу во полето, покрај реки, потоци и по најново веќе се одомакинуваат и во близина на населените места, стигнувајќи скоро и до нивните први куќи. Се работи за лисици, цели стада од диви свињи и по најново чакали тоа животно, прв слушнав и дека постои на нашите простори, се работи за некој вид помеѓу куче и волк. Штетник, чие што отстрелување не е забрането во текот на целата година, а има способност за енормна висока репродукција. Овие стада диви свињи, па и останативе, движејќи се низ полето, прават огромни штети на посевите на земјоделците на нашата територија, на потрашјата на општина Гевгелија. Од тие причини сметам дека би било пожелно, доколку е можно, се надевам дека е можно, градоначалникот во периодот кој следи да организира состанок со надлежните институции, за почеток, например, да се контактира подрачната единица на Министерството за земјоделие. Веројатно тие имаат повеќе информации од ваков вид од тие што ги презентирав јас, иако до мене стигнуваат поплаки од голем број на граѓани на оваа тема. Веројатно да се треба да се контактираат и институциите кои што се задолжени за регулацијата на лов риболов и можеби и представниците на МВР, да се направи еден поширок состанок, да се разгледа ситуацијата, да се лоцира проблемот, да се мапираат засолништата, местата каде што тие диви животни најмногу пребивуваат, да резултира тој состанок со еден акцијски план, кој што од градоначалникот би ни бил презентиран веќе на наредната седница, а тој за месец и пол од сега кон крајот на август, и во рамки на предстојната ловна сезона, која почнува 10-11 октомври, да се организира една хајка, една поширока акција. Тоа ќе биде обемна акција со цел намалување на популацијата на овој штетен дивеч во некои разумни, прифатливи рамки, со цел следната сезона граѓаните на општина Гевгелија, посебно од населените места, повеќе да не се соочуваат со оваа проблематика. Тоа би било барањето. Благодарам. Значи, во вторник имаме закажено регионална средба со однос на преземањето на действија заради пожарите, со оглед на тоа што поголем дел од тие луѓе ќе бидат на тој состанок. Иницирам средба за уште еден состанок истиот ден, во проширен состав, тука мислам Агенција за храна и ветеринарство, плюс од овие што се за пожари, Министерство за земјоделство ќе бидат поканети. Може би не стои сериозно, но под овие информации проблемот станува се посериозен, не само за земјоделските површини, не само и за домашните животни, веќе имам информација дека се проблем, па и за луѓето. И не само општина Гевгелија, веќе општина Богданци го засега овој проблем. И затоа тука ќе бидат, предпоставам, ќе искоординирани од ловните друштва, да бидат присутни на состаноци, по тоа состаноци и МВР и присуство на сите да се излечат заклучоци, да се донесат, по кои во наредниот период ќе бидат преземени мерки со цел, иако
нема да биде, верувам, баш лесно со оглед на кој ќе биде патот да се реши овој проблем. Со оглед на тоа што и животите се заштитени. Но од таа причина ќе мора сите да бидат присутни, да видиме како ќе пристапиме на проблемот. Малчинова, Стојчев, Петров. Почитуван градоначалник, јавното предпријатие за комунални дејности. Колку го чини самото производство и дистрибуцијата ова предпријатие еден кубик вода кој што е наменето за Стојаково и Селенија? Може и писмен одговор. И моето второ прашање, Што имаш ако може првото прашање? значи колку го чини вкупната сума јавното предпријатие за комунални дејности, дистрибуцијата и производството на еден кубик вода наменето за жителите на Стојаково и Селенија? Може и писмено. Колков е товарот на јавното предпријатие за комунални дејности, ми е прашањето. И второто прашање, кој одобри отуѓување на земјиштето на јавното предпријатие за комунални дејности Комуналец и јавната општинска установа Пионерски дом и зошто не е вратена оградата на јавната општинска установа Пионерски дом? Може и писмено. Оградата. Селемја и Стојаково представува долгогодишен проблем за јавното предпријатие Комуналец од Гевгелија. Започнавме на постапка сега, заедно со општина Богданци, и се надам дека на некој од следните седници на Совет заеднички ќе се донесе одлука да си ги превземат линиите кои што ќе бидат, кои што се за Стојаково и за Селемји, затоа што представуваат дополнителен трошок на нашето комунално предпријатие, а од друга страна, доколку не треба да ги услужува Комуналец Гевгелија, Селемји и Стојаково, може би за старите бунари на Мазенци и да нема потреба воопшто цела година да се уклучуваат. Се надевам дека набрзо ќе биде тоа. Склучивме некој преддоговор. Со години општина Богданци го избегнуваше ова, но се надевам дека во наредниот период конечно Селемји и Стојаково нема да бидат под јавното предпријатие Комуналец од Гевгелија. Пак ќе кажем, зависи од двете страни. Двете страни треба да носат одлука на Совет, направени се сите анализи, колку чинат тие основни средства, се е завршено од страна на нашето комунално предпријатие и очекуваме во најбрз може рок општина Богданци да донесе одлука на таа одлука на Совет, а веднаш потоа и ние. Во однос на другото беше за оградата на Пионерски дом, со оглед на тоа што денес во Пионерски дом започна со реализација на еден проект, најголемата просторија, и во наредниот период ќе се изработуваат, ќе одеме дел по дел да се реализира до Пионерскиот дом. Намислиме сме дали воопшто да се поставува ограда таму и да се уреди убаво тој дел, како што е предниот дел отворен, значи да не биде затворен, така да по некое време ќе се донесе одлука со оглед на тоа што сега таа улица ќе биде фреквентна, ќе гравитира тука луѓе и убаво ќе биде и задниот дел да се оплемени, но да не зборувам пред време, прво да се разгледат сите опции, па ќе донесеме одлука. Благодарам. Градоначалник, Стојков, Петров. Благодарам, председателке. Градоначалникот веќе го спомна модерниот урбан парк во Мировци, па моето прашање е докаде е изградата на новото детско игралиште со играчки, кој ќе биде во склоп со овој модерен парк и ќе се добие нов убав комплекс. Во која фаза е изградбата? Благодарам.
според најавите кои ми беа од колегима до понеделникот, рокот 2 недели, најавата било значи за не повеќе од 10 дена од денес, не знам ни кој ден точно, тоа зависи од изведувачот, но за не повеќе од 10 дена ќе се постават играчките на парк. Добро. Благодарам, градоначалник. Петров, Маркова. Почитуван градоначалник, на расправата за буџетот за 2026 година поднесовме амандман за изградба за основен проект за изградба на дом за сместување на возрастни лица со попреченост. Моето прашање е дали почната со реализација на тој основен за изработка на основен проект, значи на проект СЛОРОМ, во која фаза е изработка на тој проект и дали може да ги видиме некогаш резултатите, како би ги изгледал тој проект. Второто прашање се однесува на исплатата на штетите од елементарни непогоди за земјоделците, констатирани во елаборатите кои што се освоени од Советот на општината. Значи зборувам за подолг период, да кажеме од 10 години, бидејќи некои информации до мене кои што ги пренесува некои земјоделци дека пред вашиот мандат, кои што биле констатирани штети и во изгласани овде во Советот, не се исплатени уште. Ако може и писмено ова може да го отворите, да проверите, например, последните 10 години, дали има некој елаборат што не се исплатени штети и да видиме каде е причината, зашто не се исплатени тие штети по елементарни непогоди. Благодарам. Благодарам. Прво, второ ќе почнам второто да се надобрзам. Значи имаше повеќе имаше повеќе штети кои што не беа исплатени. Елаборати, поголем дел од тие елаборати беа вратени со забелешки стоја, но во изминатиот период сите тие елаборати со поправка на забелешките, на податоци, на сите помина на Совет и сите тие беа одобрени, мислам, заврши во Министерство за финансии, како од технички аспект проти се исправни. Сега дел од тие беа исплатени, дел и уште не се исплатени. Тие штети пак ќе треба да видиме точно што е исплатено, што не е исплатено, но знам дека во делот на елаборатите целосна документација беше завршена да биде како што треба. Се расправаше во претходниот мандат, многу на почетокот уште, знамате и на неколку седмици на Совет ги поминувавме елаборатите. Второто прашање беше чекам амандман, тој амандман прифатен беше за основен проект. Не сум сигурен. Јас во повеќе наврети имам кажано дека таа не е надлежност на општината. Ние може со земјиште да учествуваме. Кажете дека ако видите некои средства од негде, може да апlicирате со проект за средства. Не, јас ви кажав дека имав средба со лице од БДС, кој што веќе има искуство со таква работа и од нејзина страна ми беше насочено дека доколку обезбедиме површина од наша страна да не бидат платени комунални и сите тие работи, и беше тоа од наша страна им беше кажано дека тоа нема да биде проблем. Ама не, ние ќе правиме основен проект, најнакрај луѓето што ќе терат цела постапката, они знаат какви потреби има тој обект ќе има. Ние не може да знаеме какви потреби ќе има. Јас не верувам таков амандман да сум прифатил, ама ајде да не сум грешка ќе пробам. Маркова. Почитуван градоначалник, докаде е процедурата за реконструкција на ДТВ Партизан и кога се планира овој репрезентативен проект да биде ставен во функција? Благодарам.
реконструкцијата на спортската сала Партизан, проект кој беше преку Бирото за регионален развој и Вишнеплански регион е завршена. Во моментот се врши внатрешно опремување, спортска опрема, детали, на страшницата надвор да се направи и според динамиката ќе профункционира некаде од 1 септември, кога започне школската година, затоа што знаете, таа сала обично функционира периодот кога трае и кога трае и школската година. Во моментот оставивме средба, најверојатно ќе обезбедиме и фотоволтаици како донација за истата, благодарение на еден советник, член на советот на општината. И последното што го решаваме во моментот, се изработува проектот за ладење грејење, но таму имаме простор за реализација и до, да кажеме, до ноември месец. Значи, септември месец верувам дека ќе започне со работа. Градоначалник Илков Христоски. Благодарам, председателке. Почитуван градоначалник. На претходните советнички прашања имав поставено прашање за канализацијата во Негорци. Не рековте дека е во тек нејзина реализација и се надеваме во што поскоро време да видиме дека и се работи на тоа. А денешното мое прашање, советничко прашање, повторно поврзано со потребите на жителите на село Негорци. Имено Негорци е село кое што екзистира од земјоделието и еден од најголемите проблеми поврзано со земјоделието е полскиот пат кој го поврзува село Негорци до оранжерии, кој со должина од некаде од 1,5 км и според катастар некаде има ширина и од 20 метри. Меѓутоа, во моментов, овој пат нема ширина повеќе од 2 метри и земјоделците со тракторите, со своите машини не можат ниту да се разминат, а камоли да ги превезуваат своите земјоделски производи. Затоа нивно барање, односно наше барање е да општината излезе на терен, да ја убеди фактичката состојба и да изврши реконструкција и мерење на истиот, односно порамнување на овој пат за да може да биде користен од страна на земјоделците со цел полесно транспортирање на земјоделските производи, бидејќи еве од лично искуство овој пат од 1,5 км со трактор се вози повеќе од 30 минути. Дали општината ќе може да излезе на терен и да го обнови овој пат, односно да го направи да биде ставен во функција, се со цел земјоделците да можат полесно да стигнат до своите ниви, а и да ги транспортираат земјоделските производи. Благодарам. Значи, ќе бидеше сконтактиран служби од урбанизмот, да дојдат на лице место на терен, да видат за што се работи, да не ветвам нешто пред време, но верувам дека тука нема да биде голем износ на средства, доколку има простор преку тековните тендери кои што не се годишните, веднаш ќе биде завршено, а бидејќи ја спомна канализацијата, имаше прашање и за јавното предпријатие за улицата од Динка до Горничек и во овој случај првата постапка беше поништена, сега се спрема повторно да биде објавена за проектирање на колекторот за Негорци. Благодарам, градоначалник Христовски, Димитров. Благодарам, председателка. Почитуван градоначалник, јас имам едно прашање. А тоа е докаде е постапката со реконструкција на училиштето во село Серменин? Постапката со реконструкција на училиштето во село Серменин. Рокот за реализација на овој проект кој е како резултат на погранична соработка со Бугарија е до нова година, но според динамиката на работа и
со каков интензитет се одвиваат градежните активности, верувам дека октомври месец ќе биде целосно завршена реконструкцијата на старата школа во Серменин. Благодарам. Димитров? Благодарам, председателке. Почитуван градоначалник, слушнавме од претходното советничко прашање на колешката Ичева за училишните униформи. До мене стигна и прашање во однос на климатизацијата на училниците во Општинското основно училиште Крсте Месирков, па би сакал да прашам до каде е постапката за реализирање на набавка, како ќе се одвива постапката за климатизација на училниците во Општинското училиште Крсте Месирков. Во основното училиште Крсте Месирков ќе бидат поставени нови клими, мислам дека од 23 училници, и тука постапката е, мислам, завршена. На последен не секам, ама мислам дека и тука е избран изведувач и во наредниот период ќе бидат поставени со тоа што ќе бидат во функција до почетокот на школската година. И јас градоначалникот на прашање, ако може. Градоначалник, на една од претходните седмици, може би беше во склоп на некои од точките на дневен ред, може би повторно на советничко прашање, а може би како недоврзување и денеска спомнавте, ќе се работи нешто во Пионерскиот дом, нешто етапно, и околу хортикултурното, меѓутоа и во внатрешните простори. Доколку не сум грешка, мислам дека не сум, еднаш ни споменавте, ми одговоривте дека станува збор за реконструкција. Мислам дека таа беше порано така наречена библиотека во склоп на Пионерскиот дом на горниот кат, а сега се предвидува да биде нешто како конгресна сала или сала за конференции. Дали можете да ни кажете нешто повеќе околу ова, дали е преземено нешто околу ова, дали е започната нека постапка во врска со оваа сала? Благодарам. Во моето претходно излагање споменав дека денес започна со реализација на реконструкција на една просторија во Пионерскиот дом, се наоѓа на први спрат, голема просторија, некаде околу 95-100 квадрати. Верувам дека истата ќе биде готова до 7 ноември и со општинскиот празник, потоа седниците на совет да ги одржуваме во една нова и модерна сала во Пионерскиот дом, која што ќе се користи и за нормално и за други настани кои што се за потребите на општина Гевгелија. Денес започна со реализација и овој проект кој е резултат на пограничната соработка со Република Грција. Благодарам, градоначалник. Дали уште некој друг се јавува за збор да постави советничко прашање? Доколку нема, со ова, колеги советници, дневниот ред на 13-та седница на Советот на општина Гевгелија е исцрпен. Ви благодарам за соработката и присуството.